Проектот за санација на стариот градски архив, за гимназијата Сами Фрашери, за спортската сала во основното училиште Карпош во село Уминдол се дел од проектите кои што целосно се завршени во последниве 3 месеци, информираше денеска директорот на јавното претпријатие Куманово план Бобан Николовски. Освен овие, завршен е и основниот проект за реконструкција на улицата Благо Илиев Гуне и за улиците околу Зелен пазар со кружниот тек на крстосницата помеѓу Трета Македонска и улицата Тоде Думба. Во меѓувреме, Куманово план работи и на поголем број на други проекти. Особено значаен за Куманово е проектот за нова детска градинка. Работиме на урбанистички проект за нова детска градинка во населбата Зелен Рид. Во фаза сме на усогласување со Министерството за труд и социјала околу одредени детали. Имотно-правните односи на оваа парцела се чисти и ова е можеби единствена парцела во општина Куманово за која што ќе нема никакви проблеми при реализација на градинката. Во тек е проект за реконструкција на улицата Зелен пазар и за улицата Моша Пијаде. Во тек се проекти за изградба на водоводна мрежа, на атмосферска и фекална канализација и улиците во новиот стамбен комплекс на улица Трета Македонска кај бензинската пумпа Мак Петрол, односно урбана единица Проевце. Започнати се урбанистички проекти за локален пат од населба Карпош до Долно Којнаре, до земјоделското училиште. Исто така е започнат проект, работиме активно на него, за локалниот пат од населба Ајдучка Чешма до Зебрњак. Веќе подолго време работиме на неколку детални урбанистички планови. Работиме на деталниот урбанистички план во урбана единица Гоце Делчев, детален урбанистички план урбана единица Бедиње, деталниот урбанистички план урбана единица Панче Пешев, деталниот урбанистички план урбана единица 1 или попознат како Бански комплекс. И во моментот активно се работи на измена и дополна на урбанистичкиот план во населено место за индустриската зона Новине и Речици. Подобра работна атмосфера, поефективно и поквалитетно реализирање на работните обврски е она што го одбележува изминатиот период во јавното претпријатие. Започнавме и завршивме многу поголем број на проекти компарирано со претходните години, што многу придонесува за самиот и финансиски гледано аспект на застанување на нозе на самото претпријатие. Се потрудивме исто така да завршиме поголем број на проекти кои што се започнати, бидејќи дел од нив беа започнати и пред моето доаѓање тука. Полека да, но сигурно како јавно претпријатие се консолидираме и од финансиска гледна точка, не само од аспект на квалитетно сработување на проектите, што значи дека финансиските средства од програмата од секторот за комунално, што преку општината, ние работиме по програма на општина, до денеска ја имаме искористено нешто над 90%, што значи дека ниту сме губеле годинава време, ниту енергија сме губеле. Ефективно сме сработеле и непобитни се фактите што се гледаат. Апсолутно можеме да се пофалиме дека трите квартали во оваа 2022 година, како јавно претпријатие, бележиме мал, но позитивен биланс, а нашите предвидувања, односно проекциите, навестуваат дека тоа ќе се случи и во четвртиот квартал. Со јавното претпријатие Куманово план Николовски менаџира од февруари годинава.